мислам дека дуќанот има душа. Поминале многу луѓе тука. Има во овој простор има некако некоја смирувачка атмосфера. Јас сум шеста генерација во фамилијата, како казанџи, што јас го памтам, дедо ми, татко ми беше тука, од кого и јас научив занаед. Ова го работам, па не знам, наназад, може би, од дете сум тука. Од овој дуќан завршив школа, дипломирав на факултет и некако ми е жал да ова да го снема. Мислам дека ова додека сум жив ова ќе го работам. Дали како хоби ќе го работам сигурно, затоа што бакаро да го работите на племенита работа. Изработувате нешто, знаете дека со сопствени раце сте го направиле, ама има душа некако, диши. Кога се направи нештото, нешто во мене барем така ми изгледа, нешто во диши. Све што ќе направите е со употребна вредност. Значи, она што ќе биде направено тука, некој ќе го користи. Сепак е сега некој ново време, нови некои материјали за изработка на куински апарати, елементи и така натака. Ама мислам дека старото го има некој шмек, има некој жар, има некој шарм и вкус има храната со нештото кое ќе го направите. Тоа е барем мој впечаток. Оно што го купиле од тука некако се повторува. Оние што го купиле претежно се гурмани тие. Кога ќе дојдат после тука, некако разговорот се движи во позитивна насока и впечатоците ми се многу добри. Треба да научите како се чука, како удира чеканот. Тоа вака изгледа многу едноставно, ама кога треба нешто да направите, а со некој специфичен облик, треба сериозно да знаете како треба да удрите. Затоа што многу е лесно да направите нешто тука. Пример, тепсија, котле, казанче, ама треба да научите да повторите 1000 удари со ист интензитет и на точно одредено место. Ако успеете тоа да го направите, тогаш ќе има нештото и облик, и лик, и ќе изгледа баш онака како што сте го замислиле. Тоа се учи со тек на време. Тоа не можете, мислам, не можам да ви го доловам тоа како треба тоа да го направите. Тоа сепак ќе сгрешите еднаш, два пати, 101, 102 пати, ама 103-тиот пат ќе го направите. И тоа со тек на време. Више и раката легнува како што треба, и алатот се мести самиот. И предметите добиваат се по интересен изглед. Некако поспособни сте да направите нешто што е како што сте го замислиле, така ќе го направите. И да е некој поспецифичен облик, и него без проблем ќе го направите.
тука се користат многу врсти на чекани. Секој си има некоја негова намена. Не можете, пример, обичен чекан да користите за добивање некој специфичен облик. Затоа има тука различни видови на чекани. Дали се тоа долги, дали се кратки, има чекан што е специјално само за чекан шарка, за да удри, да има ефект нештото кога го гледате. Има чекани што се специфични за ивици. Има различни наковални. Наковалната е основата во казанџискиот занет. И има некаде, јас барем имам околу 17 наковални. Дали се тие да ги наместите на маса или да се закачуваат на подот и да добиете некој облик што ви е специфика да го направите. Овде нема нов алат. Овде се алати што се, не знам, мислам дека и дедо ми ги користи. И јас ги затекнав како дете и се уште се користат тие алати. Алатите имаат како да кажем, нема споредба со модерниве алати сега, затоа што модерниве алати се све некои. Прво не е обликот како што треба, второ не е квалитетот тој. А овие што се поранешните се некој специфичен и обликот им е специфичен и материјалот од кој се изработени им е специфичен. Не знам како да ви кажам. Каменот е овде од кога јас памтам. Од најчудното нешто што било кој кога ќе дојде тука е како може да се обликува тепсија, тава или не знам што друго да се обликува на камен. Ама се е до навиката, све е додека легне нешто. Тоа е користен од кој знае кога. Не му ја знам намената, не знам како го нашле, така го затекнав. Затекнав како се работи на тој камен и мислам дека поубаво нешто за виткање, за дотерување на нешто кога сакате нешто да направите, за мене нема. Интересна работа. Јас сум сепак металуршки инженер, се занимавам со многу други работи, сепак учевме на факултет нешто каде што се машини во прашање и нешто слично. И сега идете во една интересна ситуација каде што на камен правите нешто многу убаво, а камен. Времето беше многу поинаку. Мислам дека и сите кои се повозрасни пред очи им се смени времето. На времето имаше овде, беше сосем поинаку. Имаше многу повеќе луѓе во Дуќанов, многу повеќе комуникација меѓу луѓето имаше и многу повеќе работа имаше тука. За разлика од сега нема многу луѓе тука. Некако, дали современниот начин на живот си го зеде данокот свој, па овие, како се вика, занаети останаа како сувенири или како одредени гурмани да ги користат некои производи, што се произведували некогаш и сега. Инаку јас сум, па гледајќи ја ситуацијата, единствен казанџија во цела Западна Македонија. Иако единствениот казанџија во цела Западна Македонија го работи занаетот од хоби и нема реална работа, тогаш ја не знам споредбата каква би била према порано и сега.
Покрај изработката на стандардни казани, овде почнав со еден мал експеримент со овие мали казанчи. Ова е дел од тоа мало казанче кое се загрева на плин. Можете буквално в купатило, на балкон да варите ракија во домашни услови. Можете да дестилирате етерични масла со овие. Има многу многу широка примена. Комотно, праски, дињи, круши, дуњи, лубеници, од грозје можете да направите. Конкретно да сакате да сварите ракија од грозје, во ова казанче за сат време 3,5 литри, под предпоставка да го наполните внатре, комплет, 3,5 литри ракија излегува од ова казанче. На плин е автоматизирано целосно, мало е, ама е многу ефикасно. Факултетската диплома ми помогна многу во занајата. На почетокот, кога дојдов, мислев дека знам све, излезе дека факултетот не ме научил ништо од мајсторска работа. Ама со тек на време, кога ја научив мајсторската работа, видов што значил факултетот. Ми помогна во многу начини на обработка, ми помогна во многу она што таму го учев теоретски, овде можев да го применам практично. Значи, тамо немав пракса, овде праксата ми требаше некаде отприлика 3 години да навлезам во некои по-детални работи, по-комплицирани облици за правење, ама ми се чини дека далеку полесно ги совладав тие, затоа што вие мајсториве поранешни имате една интересна работа, кај што на почеток тие се мајстори, вие сте инженер, тие све знаат, вие врска немате. Таков беше некој односот на мајсторите повозрасни што се, затоа што ти има заднив 40 годишно искуство. Вие сте дојдени нов. Имате теоретско знаење, немате практично знаење никакво. И секој ваш почеток е осуден на или неуспех или на делимичен успех. Ама со тек на време, тие 3 години кај што го учев нештото, веќе многу навлегов во начинот на изработка. После почнав факултетот да ги враќам сите оние формули кои ги учевме. Факултетот значил многу за... Поготово металургија, тоа дека го дипломирав и многу ми е полесно сега и за работа и некако се осеќате како риба во вода.